Половина милион граѓани, односно безмалку 600.000 гласачи, во првиот круг од претседателските избори се изјаснија против власта. Ако од вкупниот број гласови се одземат оние кои беа за Османи и Пендаровски, пораката на народот е јасна. Тој бара промени. Меѓународните политики за задоволување на апетитите на соседите, постојаната лажна надеж за интеграција во Европската унија. Економската состојба и редовните корупциски афери веројатно се главните причини за вчерашните резултати на власта. Граѓаните велат дека народот знае што мисли и што сака, а сака крај на оваа владеачка гарнитура. Прв пат бевме сите уверени дека народот му е дојден до нос. Народот знае што е најдобро. Јас верувам во импулсот на народот, тој знае да препознае што е светлина и што е темнина. Да, сигурно, 100%. И редно беше. Убаво е што ќе има промена и мислам треба да има промена. Аналитичарите велат, овие резултати не биле изненадувачки. Додека пак огромната излезност и резултатите покажуваат оти граѓаните се опозициски настроени и бараат промена. Генералното јавно мислење е за промена на власта. Тоа се покажа не само во однос на поддршката на пропозицијските партии, туку тоа се покажи во однос на тоа дека луѓето се незадоволни, луѓето бараат промени, луѓето едноставно не им се допаѓа во кој правец се движи државата. Така да ова за никого, освен можеби за Стево Пендаровски за СДСМ, овие резултати вчера не беа изненадувања. Божиновски верува дека овие резултати ќе се пресликаат и на 8 мај, бидејќи вчерашниот дебакал кој го доживеа СДСМ ќе ги демотивира нивните партиски структури и оние кои имале намера повторно да гласаат за нив. Додека пак опозицијата и незиното гласачко тело дополнително ќе се мобилизира. Со оглед дека кампањите веќе се споени и она вчера што беше не беше само гласање за, не знам, Силјановски и Пендаровски, туку беше гласање за ВМРО ДПМН и за СДСМ. Сега веќе се создаде еден бран кој што оди во корист на ВМРО ДПМН и очекувањата се дека победата на парламентарните избори ќе биде и поубедлива од она што се случи вчера. Постојаната реторика на власта за интеграција во Европската унија, во моменти кога се подлабоко се заглавени во скандали, очигледно не помина кај гласачите. Остануваат уште 2 недели до 8 мај, кога волјата на граѓаните конечно ќе се преточи во претенички мандати и доверба за шеф на државата.